Владата започнува со реализација на проектот за изградба на 30 придружни објекти по автопатите, магистралните и регионалните патишта низ државата. Во првата фаза веќе се утврдени 9 локации за изградба на бензински пумпи, мотели и други придружни комерцијални објекти по трите автопатишта кои се градат во државата. Од нив 2 локации по автопатот од Кичево до Охрид во близина на селата Мислешево и Смилево, 30 локации на потегот Демиркапија Смоквица во близина на местноста Миравци и Милетково и 4 локации на трасата на новиот автопат Скопје-Штип во близина на Свети Николе, Пеширово и Сопот. Во следниот период се очекува да бидат утврдени дополнителните локации за изградба на вакви објекти на автопатиштата и на магистралните и регионалните патишта во државата. Членовите на Собраниската комисија за прашања на изборите и именувањата денеска на седница го поздравија вклучувањето на пратеничките од СДСМ Солза Грчева и Љубица Буралиева во работата на парламентарните тела. Според нив, ваквиот чекор треба да го следат и останатите колеги од опозицијата, затоа што единствен начин за решавање на проблемите и спроведувањето на реформите е токму преку дејствување и дебата во Собранието. Солза Грчева е член на комисиите за европски прашања и за образование, наука и спорт, како и заменик член во комисиите за надворешна политика и за труд и социјална политика. Љубица Пурелиева пак е член на комисијата за култура и за локална самоуправа, како и заменик член во комисиите за здравство и за земјоделство, шумарство и водостопанство. Македонските ученици на 26-та интернационална олимпијада по информатика, која се одржа од 13 до 20 јули во Тајпеј, Тајван, освоија 1 сребрен и 2 бронзени медали. Од Сдруженијето на информатичари на Македонија информираат дека постигнатиот резултат представува најголем успех за нашата земја на сите досега одржани интернационални информатички олимпијади, но и потврда дека нашите ученици со стекнатото знаење од областа на компјутерските науки можат да се носат рамо до рамо со најдобрите ученици ширум целиот свет. На оваа олимпијада учествуваа вкупно 315 ученици од 80 земји во целиот свет. Раководството на BBC соопшти дека компанијата укинува нови 415 работни места во информативната програма на британскиот јавен сервис, во обид да се намалат се уште големите трошоци. Ваквата мерка е неопходна за да се заштитат 800 милиони фунти, откако во 2010 година беше донесена одлука за замрзнување на радио и телевизиската претплата. Шефовите на држави и на влади на 28 земји членки на Европската унија во 1 час од утринава без договор го завршија неформалниот состанок на кој главна точка на дневниот ред беше избор на нов висок представник за надворешна и безбедносна политика, како и на нов председател на Европскиот совет. Како што јави председателот на советот Херман ван Ромпуј, потврди дека за несреќа, но воопшто не драматично, договорено е до 30 август да се извршат консултации и да се договори целиот пакет на именувања, во кој освен наследниците на неговата позиција и на Кетрин Ештон ќе се бираат и имињата за председател на Еврогрупата, како и за некои од поважните комесарски места во Европската комисија. Грчкиот долг веројатно ќе биде повторно отпишан, но тоа ќе се случи под одредени услови, прогнозира американскиот весник Wall Street Journal. Меѓународните кредитори на Грција размислуваат како да го обврзат долгот на Атина со спроведувањето на реформите од нејзина страна, со цел да ја продолжат и да ја контролираат финансиската политика по завршувањето на спасувачкиот план за земјата, тврди американскиот весник. Рускиот председател Владимир Путин ги демантираше тврдењата дека Русија се договорила со Куба за повторно отворање на некогашната советска шпиунска база во близина на Хавана. Русија може да обезбедува задоволување на своите одбранбени потреби и без оваа компонента, додаде Путин, мислејќи при тоа на базата на овој карипски остров.